А сега е повторно време за нашите гости. Ирена е подготвена, а тука ја имаме и гитарата на нашиот гостин Ристе Бојковски, кој што пак ќе ни подари многу музика и верувам дека и вие ќе се опуштите и пред новогодишно ќе се наштимаме сите да фатиме штим за да не држи до 2024. Ристе, добро утро. Добро утро. Иренче, драго ми е што имаме распеани минути и можност да ги развеселиме и загрееме и гледачи. Епа така, Суза, на крај на емисијата. Меѓутоа, само да кажам, не е само Ристе гостин. Ристе Бојковски, инако е професор по гитара и собственик на училиштето за гитара Бојковски. Имаме, тука ни се и Филип и Срмена. Тие, додека се рекламите, ќе ни се приклучат и убаво е вака сите да се, они како што кажуваат стручно, да се наштимаме, бидејќи јас би сакала, еве сите заедно, малку да запееме, како пред крај на емисијата, како пред крај на годината, во убаво расположение да си ја испратиме, Сузе, старата 2023 и да си ја пречекаме новата година. Може да те пратам, Ристе, со мојава труба? Сега, Ќе се обидам да фатам и јас штим, ако сум фалш, ќе ја стишам. Се простува, денеска се простува. Може одиме со рекламите додека се екипираме сите во студиото. И како што најавивме, нашите гости се подготвени, веќе ни се придружија и останатите под младокот кои што ќе ја засилат атмосферата. Ирена повели, уживајте во разговорот и во музиката која што ќе им ја подариме ова последно работно утро на Така е, Суза. Повеќе ќе пееме, а помалку ќе зборуваме. Ете, така сме си договорени денеска, бидејќи сме пред крајот на ова 2023 година, да ја испратиме со убава мисла, да бидеме сите распеани, среќни, весели. И како што ви кажавме претходно, ова утро заедно со нас е Ристе Бојковски, кој што е професор по гитара и собственик на школата за гитара Бојковски. Веднаш до мене е Филип Трајановски и Срмена Петревска. Филип и Срмена, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро секој утро. Пред да си помуабитиме малку, некој од вас, Срмена или Филип, како сте договорени, можеме да започнеме со музика. Ајде, Филип, може. Вака сега малку ќе направам со тебе муабет, Филип. Ти си ни 4-та година, така, учиш фармација. Каков е спојот со фармацијата и музиката? Обично се зборува дека докторите, сите оние кои што се занимаваат со медицина, со фармација, обично се пејачи. Нели, убаво знаат да пеат, да свират. Тука некако уметноста се спојува помеѓу овие две професии. Па да, искрено немам слушнато за тоа, дека докторите знаат да пеат и да свират, ама јас некако повеќе се пронаоѓам во музиката отколку во фармацијата. Од кога свириш, од кога се занимаваш со гитара? Се занимавам од 2021 година, значи... Скоро? Да. Значи скоро 3 години. Што најмногу сакаш да свириш? Која музика? Па најмногу сакам да слушам рок-н-рол, меѓутоа свирејќи најмногу се пронаоѓам во класика. Ова што го отсвери сега беше класика, така? Ова беше музета од Јохан Себастијан Бах. Ке ни отсвериш уште малку, така? Да. Може уште малку, уште еднаш, кога беше некако многу кратко. Да, може. Некако 30 секунди така ми се слушна, ако сакаш уште малку отсвирини, па после ќе поразговараме малку и со Срмена.
да кажам како фармацевтите, односно докторите што би рекле ако еднаш не реагира терапијата, повторете, а вторете така. На фармацевтски начин овај Бах ни ги прочисти, ни ги отвори виугите, бидејќи Бах ја има таа моќ да внесе чистина во мислите за да можеме да правиме нешто друго. Браво. Срмена малку подоцна ќе ни отсвири. Ристе, ајде со вас да си направиме малку муабет, една лична карта за вашето училиште. Имате не е само за деца, туку и за повозрастни, за вака поголеми деца како што имаме ние денеска овде во студиото, ама и за повозрастната група. Имаме доста возрастни. Може и на моја возраст да дојдат кај вас, доколку имаат љубов кон свирењето гитара, да научат нешто ново. Точно така. Од сите возрасти имам во школата, имам и дечиња доста помали, меѓутоа буквално од сите возрасти. Каков инструмент е гитарата, Ристе? Во која група на инструменти? Во жичени инструменти. Спаѓа, а инаку прашањето ако на свој начин да кажам еден од најубавите инструменти, бидејќи го свирам. И постојат два вида на гитара, нели? Акустична и електрична. Овие тука гитари кои што ги сте денеска заедно со нас, ова се акустични гитари, да. Добро. Малку сега да слушнеме пак музика, може? Може. Срмена ќе слушнеме сега. Браво. Сега да ве прашам, како се совладуваат техниките на гитарата? Тешко ли се учи гитара? Мислам дека Мако сака. Мислам дека потешко е на почетокот, додека да се навикнеш целосно на инструментот, но од кога ќе ги усвоиш основите, све понатаму доаѓа со лесно. Тебе тешко ли ти беше? На почетокот техниките да ги усовршиш. Како инструмент е доста необичен, мислам имаме 6 жици, сите различни, тешко се држи и се свири и затоа е малце личи така потешко на почетокот. А зошто баш гитара? Дали само гитара свириш или има нешто друго? Не, само гитара свирам, иако секогаш сум сакала така инструменти како дете, но мислам дека тоа што најмногу ме насочи кон гитарата е дека секогаш како дете слушав рок, што е нели со гитара музика и тоа ме напред да сакам и јас да свирам. Така. Колку вежбате дневно? Потребно ли е многу време да се одвои во текот на денот доколку сакаш да станеш, значи онака гитарист, познат гитарист или добар гитарист, не знам како да кажам стручно, професионален гитарист еве како професорот ваш? Па според мене не е толку важно да се вежба долго секој ден, туку да се вежба редовно, така да ако вежбаме по помалку секој ден, да речеме по 1 час, но точно секој ден, тогаш ќе има резултати. Си правите ли вака концерти приватно? Си свирите ли вака еве друштва ако се соберете, еве сега за Нова година, за празници, за слави, кои што ни се сега во тек, свирите ли така по дома? Вака по дома за своја душа како што викаат? Со друштво на роден ден им свирам обично јас и така. Дали имате некој бенд? Дали сте дел од некој бенд или планирате да бидете? Само микрофонот тако, Филип ми одговара. Моментално не сум дел од бенд, меѓутоа во иднина планирам, да. Значи фармацијата ќе остеме на страна, ќе се занимаваме со музика или едно и друго? Таа ми е страста некако сега. Ако го следам срцето, тогаш би одбрал музиката, меѓутоа по логика некако повеќе логично делува фармација да запишам, пошто тоа е многу по просперитетна наука. Ама може да се скомбинира и едно и друго заедно? Ама срцето некако посилно, понекако доминира. Филип, во аптека не оставаат бакшиш, јас да ти кажам. Во аптека толку колку е толку даваат, а со музикава има шанси толку многу да се заработи ако вистински
излезеш од комфорната зона и ако вистински не живееш во своите ограничувања, туку одиш напред и си го бараш убавото место под сонцето, бидејќи се Значи да си го слуша срцето, така? Така советуваме. Мој совет, јас не велам дека треба да биде така. Ќе свириме уште нешто? Имаме уште нешто подготвено? Пак ќе отсвириме, ако сакате да запее нешто. Ајде, ќе Зошто па да не? Ќе си муабетиме после пак. Јас доволно свирев со трубата, нема да свирам во овој дел, ќе свири Ристе, бидејќи тој најдобро си ја знае својата работа, а јас по нешто може и да запеам ако не ви пречи. Ајде, може. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Нема звезди посилни од твоите очи, да се ноќе на небо ден ке разедени. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Браво, браво, Сузе. Морам да споделам една тајна со тебе, а и со гледачите. Оваа песна е на нашиот легендарен Јонче Христовски. Јас кога ве слушав вака од радост и од среќа малку ми се насолзија очите, имав чест Јонче Христовски да живее спроти мене, спроти мојата, кај што живеат моите родители. И верувај, наутро, односно на пролет и на лето, кога беа отворени вратите од неговата куќа, целата улица беше исполнета со звуците на македонска традиционална песна. Тој свиреше на клавир и воедно пееше. Во неговата куќа беше отворена за многу естрадни уметници, за голем број на музичари. Тоа беше мелем и за душа, и за очи, и за се. Морам еве тоа да го споделам и дојде така, слушајќи оваа негова песна која што е светски позната, можам слободно да кажам и наша химна македонска. Да, тоа е препознатлив белег за Македонија, ја пеат на сите континенти, а уште еден куриозитет поврзан со оваа песна е дека оваа песна Јонче ја направил како нарачка за роденденот, раѓањето на првата поголема ќерка Невенче на Виолета Атомовска, значи во нејзина чест е направена македонско. А Невенче беше моја професорка по англиски. Види какви случајности. Така да ова е песна на вистина, песна по која не препознава светот и ја пеат, ама апсолутно ја пеат не само овие во регионот народи, туку ја пеат и насекаде на свет. Дури и на кинески или јапонски нешто така слушнав скоро. Ке си помуабетиме уште малце и на крај може уште еднаш кај оваа песна да ја слушнеме сега само одсвирена, така и да го завршиме разговорот. Ристе, работиш со млада популација повеќе. Еве тука во студиото ни се и млади деца се за нас, за мене се деца. Каков е интересот на младите кон гитарата, кон музиката? Сакаат повеќе да свират традиционална македонска музика и песна или сакаат повеќе да свират класична? И гитарата во кој тип на музика најмногу се пронаоѓа? Секаде мислам дека гитарата е популарен инструмент. Доста популарен и кај нас го сакаат дечињата доста инструментот. Сега класичната музика не е многу позната на дечињава кај нас во нашето поднебје. Меѓутоа успевам да проднам некако јас. Како сега, што слушнавме така. Ето така, да. Кога ја запознаат, потоа ја засакуваат, еве Филип Нели исто се кажа.
секувате ја свират. Пробувам сите правци да ги учам дека ги учиме, буквално сите. Ги учиме класика, рок, блуз, джез и македонска народна се разбира. Има интерес, така? Има интерес, да. Сака да го свират овој инструмент. Доста популарен инструмент е гитарата. Какви ви се плановите за новата година? Или, еве да ве прашам, кои ви се вашите лични желби за новата година? Кој ќе зборува, за да знам? Искрено, мојата лична желба е здравие за мене и за моето семејство и за сите луѓе. Да се живи здрави, тоа ми е најважната желба. Искрено да видам, тоа ми е и успех секако со школата. Моите желби за нова година, не знам, исто така здравје за мене и за блиските, и среќа и полесно на школа да ми е, не знам. Не те прашав кое одделение си или средно? Втора година средно Втора сум година. во Орце Николов. Орце Николов, гимназија, значи Да. така. Добро. Одлична ученичка си предпоставувам, не треба да прашувам, така? Да. Браво. Па, моите желби првенствено се среќа, здравје, љубов за мене и за моите најблиски и сите оние што ги познавам. А потоа многу повеќе да вежбам гитара и да Многу повеќе да се посветиш на да се музиката, така? посветам на музиката. Па ајде, кога ја спомнуваме толку често музиката, ајде свирете уште нешто, па и да сгрешите не е страшно, свирете ако сакате и нешто заедно. Преска вежбавте? Ево. Ајде. Пак исто. Браво. Ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости, што вака рано наутро дојдовте кај нас и ете малку и со музика да ја заокружиме оваа година. Ви просакувам многу здравје, многу среќа и се гледаме во наредната 2024 година. Сузе, од овој дел се одјавуваме, што е следно? Благодарност и од мене. Не успеав да ги прашам Филип и Срмена дали верувале и дали се уште веруваат во Дедо Мраз, но не верувам дека се уште ги држи таа Дедо Мразовска еуфорија, но посакувам само убави нешта да им се случуваат и на професионален и на личен план и да бидат пред се добри ученици, добри деца и некогаш ќе ве посетиме во вашето студио. Верувам дека има и многу други деца кои што би сакале да ги представиме на јавно